се опушти? Не сум. Не си, што си направил? Ај ти почни. Не знам што сум направил, ми закасни да не нешто кога Што ти загаси кога да 3 промашив минути? нешто, кога да не наместив нешто. Ништо, све си Не знам. добре. Така ми делува кога да промашив нешто. То ше може. Имаме и вакво гледаш. Ова ни стана легендарна клапата, прво што ја промашив содржината јас која ја нарачав. Тотално нема врска с брчињето со, например, она што нас били кој е гостин, датум, нешто, нема врска. И после рековме со Бица, ај ќе пишуваме со маркер. Купив маркер, таму се седи, ама нема врска и тоа. Почнати сме иначе, знаеш што? Почнати сме, да, тоа веќе ни стана као знак за препознавање. И сега, ама пред да си почнеме за ракомет, ја маката да си ја кажам денеска Бице паметно не гледав кошарка, квалификација Македонија Словачка. Значи, катастрофа ќе. И полека влегуваме, она што остана од спортот у државата, жив ми ракомет. Фудбалот имаше еден блесок и толку беше. Кошарката имаше еден блесок пред 12 години и тој толку беше. Тој беше сериозен блесок, кошарката имаше сериозен блесок. Сериозен. Сеќам со Бранче која правевме еднаш муавет, после кошарката, а пред Ниш. И он вака вика, како би било убаво вака да не пречекаат нас. И нас. А и така беше после. Јас тогаш бев во Сијудад Реал со талант и знам дека бевме пласирани на Европско првенство. Во Србија и кошарка да го направи тој историски успех. И го почувствуваме тој притисок дека мораме и ние. И тоа не беше било какво Европско првенство, него кај комшиите. Да. Во Србија. Во Ниш и како капитени, како играчи, знаејќи дека имаме добра репрезентација, ајде така да кажам, Тоа искусна беше репрезентација созрено, во тој добри беше години. прав момент. Дури имаше и Имаме тема за тоа. да, дури имаше и новинари кои што во периодот, мислам дека кошарката беше некаде, мислам септември, колку што сеќам, така беше Кошарката е август, септември. 2011, Септември, европското беше 2012 јануари. Да, зима. Во тој период, знам, знаеш, во комуникација со новинари, очекување едно друго, дури беше наметнат медиски притисок. Видете, чи можат кошаркарите, зошто не и вие? Да, реално ако збориме, ракометот и тогаш беше на некое повисоко ниво, поквалитетно, да, али побешано. тој едноставно го почувствував јас и ние тој притисок и знаете како викаат нашите соседи, што се мора не е тешко. Не е тешко. Тешко. Ама, пази, Кога имате притисок и кога морате нешто, онда сте многу посветени, пофокусирани, Ракометот го скрши мразот 2009 година. Од тука ние станавме онака малце ракометно свесни, што кажуваат се овие самосвесни, темава политичка е да не намешам. Тогаш ние станавме малце ракометно свесни. Дури да дојде 2009 година, ние као генерација доста се измучивме да Тоа дојде ми е таа интересно. 2009 година. Настана едно разочарување, имав тогаш 19-20 години, генерацијата на Пепи Манасков, каде што имаше стварно екстра добри играчи од типот на покоен Боро Чурлевски, Тонче Петревски, Пепи Манасков, Драган Маринковиќ и така натаму. Дали овие национализирани сите што ги играчи. наброја дали игра за Пелистер тогаш? Игра за Пелистер. Имам поше една антитеза Имаше, јас да. за тоа. Игра за Пелистер, да. Значи тогаш костурот на тимот беше Пелистер. Значи, Сакам да кажам голем дека- дел од репрезентацијата доаѓаше од Пелистер. Сакам да кажам дека Пелистер беше на пример клуб репрезентација тогаш. скоро па така. Ти текнува Добро, на знам новите, кај го добро, кај да. носиш на која воденица. Ама ќе доеме до 2012. Да. Зборот ми беше дека тоа беше 1999 година. Имавме пласма на европско 98, 99 светско. Големи очекувања, лош пласма. Генерацијата на Пепи, начело со него, се разочара. Што значи лош пласман, Кире? Последни бевме малтен. Така беше. Од 12 бевме. Не, тоа беше европското. Тоа Ова беше светското европското? исто беше лош пласма, мислам дека имавме една победа и еден нерешен резултат, не се сеќавам добро. Меѓутоа зборот ми беше дека Пепи како предводник и сите други се откажа, едноставно нека па доста само не критикуваат, па нека играат ова и што се вика понашки баталија репрезентацијата. Ми криви на должи ние наследивме таа генерација со 19 Да, ама тоа со што сите 20 се години. повлекоа, нели? Не, зборот ми е дека се повлекува, Да. али настана една дупка. Една дупка, еден јас од 9 години, каде ние стварно сакавме, али беше тешко, значи да се почнува од тие баражи и да се игра и да се игра и да се губи во тие баражи од поквалитетни продавници се губи и дојде 2008 и таа 2009 година, тој Исланд. Меѓутоа изгубивме 8 години. Значи Македонија изгуби 8 години. Можеби да
да размислувавме потрезвено и раковетна федерација и постарите играчи. Да ги има притиснеа наскока малку. лидер, да ги Која година притиснеа, беше да не се тоа? да не се 99-та. откажуваме. Да не се откажуваме така лесно. Значи, А која година ние бевме казнети и клубско и репрезентативно ниво, една година цела имавме Тоа сеќа. за жени беше. Не, ама и машката беше казната. Со мислам. пометал, со Гунар Прокоп. Прокоп која Да. година. да, мислам дека само женска. Не бевме машките? Не знам, не се сеќавам. Така ми е Ја на кони. Бицану верувам и Кони за така неја ми. право, ќе изгугламе после и кој е изгрешил части, така ни е. Така и Сабајлес греши за борец. Не изгрешив ја, Еве го дечко. режија сгреши. Режија. Да, има некои две муви од Топлово излега, не ги предвидовме, Само ама ајде, зборија се. нека слушаат и они моца. Ексклузивни муабети. Требаше да се кладиме денес. Имавме една теза, ајде, скокаме се од тема на тема да. се. На теза се веле разговаравме истава екипа, дека, уствари тезата мене шо ми е, дека до сега, откако има Македонија ракомет, најчесто во најголем дел од сите првенства, зборам за македонско првенство, најчесто имало две екипи кои што се бореле меѓу себе. Иако имало периоди која била Збориме за шампион на Македонија. за шампион на Македонија, значи за шампионска титула на Македонија. Иако имало периоди, можеби и 10 години, да зборам од 2010 па навака, која била само една екипа доминантна. Имаше Металург 4-5 години, таква доминација, и после Вардар имаше таква доминација 4-5 години. Сето друго, се зашо го кажувам, а сето друго мислам дека било со доминација на две екипи кои што се бореле. Меѓу другото тука беше и теза дека и борец Велес, не знам дали ти тоа ще играш, беше шампион една година, тука ќе изгубеа 94-та, 5-та, така не. Таква. 25-та бе феста. И меѓу другите, Тутунски комбинат, Јафа Промет Шедро Кумано. и Кумано, е, да, што не сум. Седочен куп. Ама Прилеп. беше Тутунски својош- го да, кажав. Тутунски го спомнам. Ама еве може поише си свесен ти за тоа дека обично во тие такви години имало две екипи кои што се јаделе, да речеме условно кажам. Зашо го кажам ова? Мислам дека сега во оваа година и до година веројатно прв пат има три екипи. Може би три екипи што нема третата екипа да се бори за титула, се уште. За све. Добро, знае кај го носам. Која е третата така? Да, ама знаеш зашо ја спомнам третата екипа? Затоа што условно кажано таа трета екипа може и другите две што еве Почнавте од 2009 на На 2020. одма 24, скока, така? абе одма бе. Абе, 5G. Прогресија. Кај дојде? да, Кој е кадрот? да, Така? Така бета. 5G, Значи, еве, брзината грешам ли на сега? светлина. Грешам ли дека имаме екипа трета која што Е може легитимен кандидат да ги замрши сметките. еве да речеме дека еве ќе каже Кира дали се планира и за оваа година шампион, ама мислам дека има потенцијал и кадар таа екипа да ги изненади овие две што на хартија се извојуваат како фаворити за титул. Прв пат можеби се појавуваат три екипи. Јас треба да одговорам. Прашањето е за мене. Прашањето колку Што време рече може да го Стојан? поставиш? Што ти е тука прашање? Не, нема прашање, така. На пресконференцијата за овој надпреваров хуманитарниот, старите и младите кои игравте, и еден новинар му се обраќа на Стоилов и зборува и завршува, ама како со точка некако е завршува. И Стоилов вика, прашањето што е? Не беше тоа, беше со пред Партизан. Не бе се лагаш. Ај, две кладби имаме, Добро, добро. добро. И уште една работа што ме закасни денеска, немаме музика, фон. А обично тоа Е, музика ја. шминкерката ќе пушти. Не, и може он да има лош вкус, може ќе не пресачи. Ако е прашањето поставено до мене, да одговорам да, за прв пат имаме. Почнете, ја ќе се надобро. Да, за прв пат имаме. Не за тебе, ама ај сега се местиш, само имаме гости, што кај се местиш ти да одговориш. Извина. Се гледаш Кире така, мислам со твојот тим, со Алкалоид као екипа што може да ги изненади фаворитиве. Чекај, извини, еве само што малце ти помогна. Ја многу уважавам амерички фудбал и ностоп си користам од него паралели и ова ќе видиш статистиките што ги вадев, ми се инспирацијата ми е од таму. Значи, фан сум и им се восхитувам на целокупниот пристап кон спортот. И сега, во НФЛ има две категории на клубови. Ама сега тоа као неофицијално, као да речеме подкасти као ја и Бица само ракове, таму само НФЛ ги дела на претендери и контендери. Значи клубови кои што претендираат за Супербол, за титула, за висок плейоф и клубови кои што само учествуваат. добро се забавуваат. Да. Имаат 70.000 публика, викенд Исполни. исполнет. Можам да И тука прашање, Да, дали го ставаме во моментов Алкалоид како контендер? видите, ние
во ова сезона како суперлигаши, ново формиран клуб, постоиме не повеќе од година и пол и мислам дека за тие година и пол направивме многу работи. Овој концепт сега за сега е македонски, се надевам дека ќе опстои што подолго. Во овие година и пол успеавме да направиме многу работи, успеавме да направиме два тима, едниот е Алкалоид и другиот е Multi-Essence, кои што се формирани само од македонски играчи, што е за голема пофалба за самиот проект. Значи се одредивме да работиме со млади македонски играчи, талентирани македонски играчи, затоа што мислиме на Македонија, затоа што еве нашата генерација и помина времето што се кажа, се откажавме и мислам дека има недостаток на играчи, на квалитетни играчи. Тој Multi-Essence го формираме да биде еден вид на центар за формација, моментално добро стои во првата лига, со огромни шанси за влез во Суперлига. Пошто сме многу спонтани, често вака прекинуваме. Примерот со Еврофран Пелистер 2 е потврда. Значи, од таму тој концепт на втор клуб. Добро, да, нешто. Иако ни се нешто направија малце чудно со неколку странски играчи, ама не видно. Веќе повеќе, ајде, извесен период, Еврофарм Пелистер работи многу добро и тоа е за пофала и поготово до Александар Јович кој во изминатото покажа дека многу играчи битолжени него повеќе го сакаат. Да, меѓутоа тоа е јавно да му се честита она што го прави, неговата посветеност, меѓутоа разликата помеѓу тој и овој концепт е тоа што еве они си дозволуваат да имаат и странци, да доаѓаат млади играчи од Црна Гора, Србија, да се формираат таму пред нашите македонците. Мислам дека Multi-Essence тоа ќе биде еден центар за формација кај нас што во иднина ќе произведува, ќе биде инкубатор на млади македонски таленти, добро и селектирани, кои што ќе допринесува да во иднина имаме добри квалитетни млади играчи, кои што кога ќе созрат ќе се префрлат. Но Кире, не само Multi-Essence, значи има и под него кадетски, пионерски, не ми дозволувате. Не сакам да кажам дека во година и пол формиравме два тима, едниот е веќе во Суперлига. Другиот има големи шанси да влезе во Суперлигата, да биде еден вид на центар на формација. Лани нашата младинска екипа беше шампион на Македонија, нашата кадетска екипа играше финале, не успеа да освои шампионска титула. Имаме сега младинска селекција, исто 2004 година, која што е лидер на табелата. Имаме две кадетски селекции, една Алкалоид и друга Multi-Essence, кои што се на врвот на табелата и ќе се борат за титула. Ова година имаме и две пионерски, Алкалоид и Multi-Essence, кои што се на врвот на табелата и добар квалитет, кои што ќе се борат исто за титула во нивните категории. Тука во позадина се и ракометните школи, значи набројав многу, набројав две сениорски екипи, 5 селекции, ракометни школи, значи во моментот циркулираат, да не претерам, повеќе од 400, можеби и 500 македонски играчи, млади пред све, 97-8% млади играчи, каде што формиравме една база на тренери, квалитетен стручен кадар, кој што се 24/7 посветени и на младите категории, и на постарите во клубовите. Во меѓувреме во тие години и пол добивме инфраструктура, значи добивме сала, автокоманда, каде што можеме да работиме 24/7, идеални услови за да можеме. Има грејење. Има грејење. Го гледаше подкастот со Кики Грчевски, овде го снимавме. Трибјут беше на македонските сали со јакни и со хокејарска опрема. Така, ова прво коло плева во Кавадарци ни беше шок. Така? Како за стружниот штаб, така и за играчите. Мислам дека беше повеќе од -10 и не беше воопшто лесно да се такви услови, све се крши. Да. Можам да кажам дека проектот колку и да е фален или оспорен, мислам дека е проект за почит. Луѓето што го водат, што го поддржуваат, треба да им се даде Нобелова награда затоа што се одлучија да инвестираат во македонски млади играчи, во македонскиот спор, во македонската иднина. Така да јас сум презадоволен од она што го сработивме сите заеднички во ова година и пол и да преминам на главното. Дали сме аспиранти за титула? Јас заборев дека ова беше прашање. Беше прашањето, да.
Мислам дека се уште не сме зрели за таква работа, мислам дека и Вардар и Пелистер Еврофарм се чекори пред нас, нашите неголеми конкуренти се со голема почит према екипите на Охрид, на Бутел, до некој време и Пролет, Тиквеш исто така, Еврофарм, Пелистер, два, да не заборев уште некој помогнете ми. Тие се. Да. Пролет, Бутел, Пролет го кажа. Пелистер 2, Пелистер 1, Вардар, тие се. Ама ако се укаже прилика, можете некого да Видете, победите. ние два пати до сега покажавме дека можеме да се носиме и со Вардар и со Пелистер. Со Вардар Бојане Сандански, каде што бевме близко до победата, и со Пелистер Еврофарм, каде што имавме шанси да видиме конкурентни во текот на 60 минути, меѓутоа кога ќе направена компарација ростерот што го имаат и Вардар и Пелистер и буџетот со кој што располагаат во моментот И со бекграундот. и и искуството на нивните играчи, Сега се повозрастни. поготово за Духот Пелистер, на тимот. поготово за Пелистер Еврофарм, кој што има, слободно можам да кажам, и 10 странци, и не било какви странци, јас тие играчи ги познав, Хосни игра со него во француска лига до вчера, и имаат двајца дански интернационалци, го имаат Радович, црногорски репрезентативец, имаат Лесјак, голман за респект, кој што не го посакал секоја европска екипа, имаат квалитетни македонски репрезентативци, така да мислам дека сме чекор назад. Добро е тоа што сме конкурентни, даваме максимум, се бориме, спортски се надеваме дека можеме да изненадиме некој, така и се поставуваме. За Вардар не сакам да трошаме зборови, меѓутоа ме радува кај Вардар што 90% се македонски играчи. Во оној дуел што го гледавме во Јана Сандански, тоа нашиот текст таков беше, Вардар покажа респект кон вас. Значи, ние го гледаме Вардар која играше у првиот дел од сезоната, играше прилично тренинг над превари, ама тоа со Алкалоид излезе со прв состав, онака што би рекле, браќа Хрвати набријани беа, така да... Добро, и нашите надпревари, мене ме радува тоа, значи сите се повеќе од мотивирани. Сега го видовме тоа, на два надпревари, тоа беше... Тиквеш во Тегници, Кавадарци, да. го гледаме Тиквеш, пошто играме со Пролет, се спремаме за Пролет. Следно коло и го гледавме Тиквеш со Пролет и Тиквеш со нас. Нема споредба, Друга значи екипа. начин на Ти знаеш дека ние едно време Значи, негувавме со Бица една рубрика пасивна, ама сега малце се подзаспавме, таа ни беше претежно за Лига на шампиони, да бараме судиски грешки или за европско или светско на Македонија. И си имаме наш резидент диџеј судија, со кој што си разменуваме џобе, си разменуваме мислење. Он ми вика, како судење во Тиквеш Алкалоид, ја викам, толку бе фасциниран од амбиентот, од енергијата на играчите, од публика. Не битен надпревар во еден таков првенствен надпревар, што викам, ништо не видов ни од судење, ни од само бе водушевено. Имаше голема мотивираност. Голем набој имаш. Ние бевме спремни, беше очекувано, меѓутоа не до толкава мера. Меѓутоа честитки за играчите на Тиквеш, секој има право да се мотивира, да биде мотивиран, да се бори до крај. Имаат и они квалитетни играчи, значи бековската линија се странски играчи, поготово средниот бек, па и левиот и десниот кои што Ама и има голма репрезентативец за Горец. Сакам да кажам дека А тука па во овој момент кога ќе ги погледнеме вака дуелите сега во првите две кола, па и Вардар Охрид, и тој дуел, така. Значи испаѓа, а тоа веќе со месеци наназад и повеќе можеби го разглаваме као тема, дека овој формат на Суперлига со можност за втора, па дури и за трета лига, кај што ќе се направи една селекција на квантитет, а со тоа и на квалитет, ја и Бица, па и претходно имавме теза пред почетокот на светското првенство, дека на нас ни недостасуваат тоа сакам да се недостасуваат играчи кои што ќе имаат такви сериозни не мора да е квалитетен, нека е жесток. Нека е под притисок, кај што ти во последниот шут као вие во Тиквеш можевте да или да изгубите или да победите, нели? Значи таков надпревар кој што е и дека овој формат, дај Боже, јас имам некои начални информации од Федерација дека и они веќе го имаат тоа согледано и дека како и да е, дали од следната или од друга сезона дека би требало да биде да напредуваме, мислам дека ова е потребно и за репрезентацијата. Значи уште од почеток на сезоната, уште од септември, да имаме ваков тип на надпревари, неизвестни надпревари,
Само така нашите играчи и клубовите може да додат напред, да напредуваат. Зборуваме И да во- имаме во спремни ситуација играчи за кога големи надпреварувања. 90% играчите играат во Македонија. Друго беше времето кога имавме една постава странци, па другите беа наши. Него сега странци скоро и да немаме. Фитилиот и Николчи. и Николчи. Ако Друго е се се префрламе полека на репрезентација, не се префрламе. не уште. Чекај, пошто јас мора, јас не, таа е за после. Чекај. Јас Не морам да имаме се запишам. еден податок, имам, Да не ајде ќе го заборавам. кажам. Значи, ајде. околу- Подсете околу- студио, подсете режија. Околу ова со тренерите и инфраструктурата. Ја имам еден миленик, фамилиарно сме добри така во Multi-Essence. И татко му беше тука, си правиме нешто муавет, нон-стоп тоа е. Значи овде, ние сме ко берберница овде сервисов, за што се зборува и кој како да дојде, за ракаме се зборува. Матица. Значи, неверојатно, и си седат, луѓе се пиеме кафе и сега кажувај. Или јас прашувам, или некој тренер има кондицијски ваков, таков играч, Јефтич, овој, оној, Мојсовски, секакво, значи, вака е. И си правиме за ракомет и он вика, ќе одам сега, во 11 сат имале тренинг дополнителен. И викам, ја дај. Савајле Запалиме- 11. Савајле 11. Запалиме колата, влегуваме во сала и што да видиме. Поставени чуњеви, оние балончиња, значи убаво изгледа топло, внатре се соблековме, нели? Шалови, капи, ракавици, извади се. Пошто јас кога одев во металург на утакмица, Со дзиври. со дзиви, така. И влегувам и седнувам. И сега да скратам приказна. На лево крило, две крилца, помошник тренер Игор, не мога да знам презимето, од јуниор, така, битолчанец, крило. На Тренер, голот, збориш. тренер, да, со две крилца, пошто ова е Multi-Essence, не е Тренер алкалоид. работи со Со 20 крилца, играчи. Да. На голот високо едно момче 2 метри, млад 15-16 годишен голман, до него Јане Цветковски, Тренер. тренер. Тука на 9 метри на 10, Ја ги борам 3-2. број ги, да, на 10, 2-3 бекчиња, тренер Бранко 6-3. Ангеловски. И седиме со другаров и вако. Абе, наброј ми еден спортски колектив у Македонија, од било кој спорт. Од било кој спорт, па и шах нека е. Кај што има вака 6 поставена играчи, 3 тренер. Да. Така избра. дополнителен тренинг. Значи, они ноќта работеле предходната вечер, нешто не им се допаднало, ти, работеа. Толку, завршен цитат. Што ти беше прашањето си? Да. И втората забелешка што сакав да ја кажам, а тоа е дека, нели, го започнавме тој мовет, дека низ ваков формат на дуели во кој што во 4 утакмици имаме 2 дербија, освен во некое коло, кај што може и ќе немаме, поради некои сплет на околности, значи, со Бице го правевме моветот. Еве, Алкалоид. Алкалоид во изминатите 2 сезони имаше 2,5 тешки надпревари. Да. Во 2 сезони зборам. 2,5 тешки надпревари. Сега во 2 кола, 2 пеколни надпревари. Така е. Тоа само може да донесе резултат кај тие играчи. Се слагаш? Сега играте со Охрид, така? Сега играме со Пролет, да. Со Пролет. Последната е. Добро, може тоа малце да биде по-релакс, пошто не малце сменија стратегија, ама пак после следат Пелистер, Бутел, Бутел, Вардар. Вардар И така натаму. и така натаму и пак, така. Тоа е тој формат што топло го препорачуваме сите, така? За интерес на македонскиот раком. За интерес на македонскиот. Јас се сложувам и треба да се размислува према тоа, да се направи еден добар концепт, да ние од почетокот на сезоната, од септември, да имаме квалитетни надпревари, да имаме со оглед на тоа дека, и како што кажавте вие, дека имаме во моментот, имаме повеќе интернационалци, али два поквалитетни кои што заслужуваат повик во македонската национална селекција, остатокот од репрезентативците играат во нашата лига, за да имаме квалитетни надпревара, привидејќи дека големите надпреварувања, европските и светските првенства се играат во јануари, ние периодот од септември до јануари Да не треба загубиме. формата да ја темпираме преку вакви. А не после. надпревари. Мислам, добра и после. Да, добра ама и после за претходно младите тие- играчи да созреват, Да. бидејќи имаме млада репрезентација, имаме промена на генерации, Пошто меѓутоа они не разгалија нас. Така, во јануари ракомет се гледа. Ја си планирам на скијање како ќе одиме ради ракомет. Дома нешто не име јасно. Годинава не отидовме на скијање, на ракомет отидов.
Не разгалија многу. Да, ама реално тој период е најубав, пошто ти немаш можност за други јаки средби. Значи, една екипа ако игра Лига шампиони и една екипа ако игра некој европски куп. Ама ти имаш една утакмица, прашање дали со Лига шампиони ќе имаме видео година. Па еден од поголемите хендикепи ова година исто беше на играњето на Вардар во Лигата на шампиони. И тоа се осети здраво. Имаме репрезентативци, носители во нашата репрезентација, од типот на Талевски, од типот на Манасков, од типот на Томовски, Џомба, Георгиевски. Џомба, сега веќе и Томи Томи, Јавновски. Аларов е на поширок список, Да. прашање која... Карапалевски се врти да се спомна. Тие се носители и значи А они немале ни една добра јака утакмица. Цела есен. Лани со Пелистер има и Суперкупа, така може да го речеме. Премногу, Така. значи имало измеѓу Сега ја немаше, Лига шампиони ја нема. турнирот во Струга последна. Турнирот и во Суперкуп. Струга, да. Суперкуп, така Да, тоа е малтене ништо. Ја и бице имам исто теза, пошто и денеска имав исто еден јак муавет, ама ај ќе го кажам. Муаветов е, сега нели ние коментираме преку само ракомет и сега што е актуелно? Вардар Лига на шампиони, Пелистер Лига Европа, Македонија Европско, Бараш светско. На некој маст му вадиме, на некој не, па некој не фала. да, Некој, да. нас ни се пример слабост тренерите. Не тренери. О, како почнавме од Брестовац, преку овој, како се вика, Вујо, па Бабич, така си бараме некој тренер, да му најдеме некоја Тебе ти маничка. беше омилен Бабич. Да, Бабич ми беше омилен со една негова изјава и така си вршиме не е тој притисок сега, не можеме ние да извршиме притисок, ама мислиме дека Ваше нешто мислење, ваше и дека мислење, нешто да. од нашето мислење држи вода. И сега си ти тренер. Така. Селектор. Сега си и тренер и селектор. Така. И сега ние исто и тоа е на работа нас што на некој начин ни даде малце и крила и самодоверба на само ракомет, кога почнавме малце посериозно да се занимаваме со темата, еден од првите што прифати да ни даде интервју беше ти. Да. Тоа беше точно на Па првото беше, не еден од првите, така, првото. точно беше во периодот кога беше назначен за селектор. И сега Пред Данска беше, мислам, тоа победата. Мислам така дека беше. тоа беше, саки да кажам, тоа е некаде во Беше пишано интервју. пишано. Пишано. Тоа што се не тоа што Да, не, пишано беше. Ти не беше во Македонија, Да, мислам, пишано, може да, да беше играш во пишано. НАТ, да, беше во НАТ. Да, пишано беше. И сега всушност Преди на главното. да главно. Значи, еве, Имаме роден ден, не. 2 години ќе станат како си ти како се определи во својата кариера да бидеш тренер. Дали во еден момент зажали за тоа? Еве, сега во март ќе бидат 2 години, така? Директно прашање, директен одговор. Ни во еден момент не зажалив, го работам тоа што го сакам и го работам тоа што каде што најмногу можам да допринесам. Тоа е мојот одговор. Значи за нешто да работиш квалитетно, треба да го сакаш. Мене некој да ми го забрани ракометот до крајот на мојот живот, тоа ќе биде најголемата казна за мене. А кога сакаш нешто и посакуваш, успехот е неминовен и треба да се биде стрплив, да се верува во тоа, нормално да се учи, да се надоградува и успехот ќе биде неизбежен. Значи истиот пат го поминувам и ќе го поминувам како што бев. Играш, И како меѓутоа играч, да. уживам во работата. Уживам сега и во клубот во секојдневната работа, поготоа со млади македонски играчи, каде што мислам дека имам стекнато огромно искуство низ годините. Имам работено со можеби најдобрите тренери во моментот, да не ги набројувам сите поред, меѓутоа можам да кажам 4-5, Тоселино Червар, Талан Душебаев, Паски, Раул Гонзалес и така натаму, добро и Теријан Ти, тој е француски тренер кој што исто така е за почит, така да имам поминато многу. Јас не решив затоа што бев на крај на мојата кариера, па немав што да работам. Јас за ова се спремам веќе подолго време, можам слободно да кажам, откако преминав од Загреб во
атлет, тоест во Сиудад Реал во тоа време, кај Тадан Душебаев, едноставно неговата работа, шпанскиот систем ме заинтригира, едноставно ме наведе да размислувам и дури сум активен играч да се припремам за некои работи за после мојата ракометна. Што е поише од 15 години? Па, Вака или грубо 15, пресметано. 10-11 години, да. Имам доста работи запишано. Знам да се подсетам. Видиш, ако си имал, ако си ти била отворена Така да. книгата пред Ја тебе. кога ги запишувал се што ми текна ги мисија, знаеш колку добри ќе видат. Ја пола заборава. Зашто ти го поставив ова прашање? Затоа што сега ќе направиме една пауза за кафе, па ќе преминеме на вториот дел кај што ќе разговараме за репрезентација, која што имаме еден другар, пријател, Никола Тороманов од Софија, бугарин, е сценограф. Еден театарски сценограф, мислам дека го знаете. Дргасинова? Да, не. И човекот е стварно во театарските кругови, ама во европски рамки многу познат. И он има еден стрип напишано, пошто он ствари е артист, нели, сликар, уметник е. Не е само сценограф. И има стрип за мува. И сега ова мува ме асоцира на тоа, а сега наскоро ќе излезе во Македонија, ќе се печати. Значи, зашто те прашав ова? Затоа што и тогаш во интервјуто кога разговаравме, и не само нашите прашања, него прашањата од медиумите, од јавноста, од ДХФ, беше најавено дека Лазаров седнува на жешкото столче. Збориме за селекторското, жешкото столче на Македонија. Пошто ние фактички со Македонија, сега овој муабет ќе го завршиме, ќе правиме пауза. Со Македонија после тој невиден успех во Ниш и огромниот девето место во, мислам, 2015 бевме на светско девето, така некако? 2015 во Катар. Во Катар, така. После тоа ние сме во суштински во еден благ слободен пат, а затоа тоа столче тогаш беше жешко. Оти во тој слободен пат не успеа нити Гонзалес, така беше, нити Червар, нити Данило Брестовац, Така. нити Кирил Лазаров, еве го падов ние уште. Така, значи стварно е жешко тоа столче. Па видете, А после во вториот дел ќе збориме со статистики. Па ќе видиме дали статистиката открива нешто. Скоро 2 години сум на селекторското жешко столче. Дефинитивно и конечно направивме комплетна смена на генерации, иако во минатото се зборуваше смена на генерации, смена на Се генерации. беше волбито. Но меѓутоа и јас, кој што завршив мојата репрезентативна кариера на 42 години, не играв затоа што ми се играше многу, него играв затоа што да не биде тој слободен пат многу голем. Ќе беше Зборам за мене, зборам за Столе Стоилов, зборам за Филип Миркуловски. Ракометната федерација направи добра стратегија, одлична стратегија, затоа како што кажа и Бице, емисијата започнавме со македонската кошарка, можеме да збориме за македонскиот фудбал, за македонската одлика. Ние сме единствената национална селекција се уште жива во европски рамки, каде што секој јануар и светски. Да, каде што секој јануар, дали се радуваме, дали тагуваме, дали напредуваме, дали фалиме, дали се тепаме, било што, меѓутоа ние сме таму присутни. Тоа е еден континуитет за почит и ние по старите играчи, по искусните, еве ги набројав тие тројца, останавме до крај лојални, верни на оваа репрезентација и на Македонија, за македонскиот народ да има можност да гледа една национална селекција на големи надпреварувања и мислам дека на македонскиот народ тоа многу им значи. Многу им значи, без разлика дали е успешно првенство, неуспешно првенство и така натаму, ние сме присутни на голема надпреварување. Промена на генерација. Сега бевме 2-2.500 луѓе црвено-жолти со песни, со она победило, изгубило, псуење, викање, вака, така, ама амбасадори сме на Македонија со ракомето. Така е. Промена на генерација, откако сум поставен за селектор, на чекор сме за трето големо надпреварување. Значи првото беше пласман на Европско првенство во Маđarска, голема победа на Данска.
и Швајцарија. Знаеш дека лапнавме пари тоаш на таа победа? Да. Ајде паузата ќе ти ја кажам, пошто у подкаст имаме Се кажува. пласиравме на светско првенство со огромни 4 квалитетни надпревари против сериозни репрезентации, Чешка и Романија. Романија, Чешка. Како ни рече ти На после Чекор сме- на после Чекор- надпреварот со Романија за сабата? Тренириште. Тренериште, да. На Чекор сме до пласман на Европското првенство во Германија, значи ние сите заедно не дозволивме, како што кажавте вие, да тој пат Да има- биде крах, како што се деси на кошаркарите, како што се случува на фудбалерите и се уште сме живи, Фудбалерите има еден блесок. блесок. Добро, али ние сме Кошаркарите се имаат уште пат. живи. Ние сме се уште Кошаркарите мислам живи. уште паѓа сироти. Да, А пази, збориме за присуство, ракометот на светски, фудбалот и кошарката не се ни преку рит не може да го видат од светско. Ајде Да ме направиме пауза. прекинувате. Те пак Да ти чекай да да кажам тоа. уште нешто. Значи, Извини, ова. да кажам Да, уште да, нешто. за бубата ти го кажам, да. Кажи. И значи покрај тоа успеавме да формираме Б репрезентација, каде што одигравме неколку надпревари, успеавме да го прошириме ростерот, да видиме поголем дел на играчи, отидовме на медитерански игри, каде што игравме полуфинале, се боревме со таа Б репрезентација за медаља. Као координатор на сите репрезентации успеавме да се пласираме со генерацијата 2004 со една добра стратегија на европско и на светско првенство и финишираме со формирање на репрезентација, национална селекција, генерација 2006 и 2008. За 2006 веќе направивме еден филтер, сега крајот на март ќе направиме уште еден филтер, значи ќе формираме 2006 генерација репрезентација, каде што ќе се постави селектор, истото ќе го направиме и со 2008. Едноставно, она што ни недосташуваше во минатото, ќе пробаме да направиме како и во клубот, што го кажав, една квалитетна база. Ние сакаме одма резултати. Меѓутоа, знаете како, резултати да имате, французите како работат шпанците. Они освојуваат медали во младински категории. И тие младински категории медаља. После само ја пресликуваат. Само ја пресликуваат. Па за кој Ние искуство немам, тоа, ние да. сега за прв пат 2004 после не знам колку време се пласираме и ќе одиме сега во август во Хрватска на светско првенство. До година ќе одиме на европско, ќе пробаме тоа да го направиме со 2006. Ти рачуна тука какви со играчи 2008. можеш да извадиш. И треба Така, континуитет. и мораме да работиме така, значи не е И само мора така и трпение мора. трпение. Значи Сега нашата се бара ние резултат на брз. последното светско првенство, тоа е податок дека ние бевме најмладата репрезентација на светското Правиме првенство. пауза и одиме со Статистиката статистика. Режија пауза. Во вториот дел статистички. И ќе бидеме так. Пак Бикини базирано на статистика. НФЛ, застанавме кај твоето жешко столче на селекторска позиција и сега вака извадив статистика, значи вклучувајте и медитеранските игри. Значи официјални надпревари, баражи, европско, светско, медитерански, без пријателски. Кирил Лазаров као селектор на Македонија 26 надпревари, 13 победи, 2 реми, 11 порази. Гол разлика плюс 5. Или со амерички термин 56% успешност. Дали селекторот Кирил Лазаров е задоволен со оваа статистика? Па секој се може подобро, мислам, секој се може подобро. Со оглед на тоа дека, пак ќе се навратам на истото, дека сме во еден транзиционен период, каде што не е воопшто лесно да победиш со она што го имаш на располагање, една квалитетна репрезентација од типот на Данска, на Норвешка, па можам да кажам слободно и Холандија, еве Словенија и така натаму. Можам да видам задоволен. Важно е да имаме стратегија што понатаму и како понатаму и што ни се целите. Затоа што преку ноќ е тешко да се створи резултат. Ние зборевме сега од базата тргнува све, затоа и во клубот, па еве и во репрезентацијата, заедно со подршка од Ракометната федерација, работиме на тие сегменти да створиме квалитетна база. Кој ќе створиме квалитетна база, кој ќе ги навлечеме децата уште од мали нозе да тренираат квалитетно, да имаат добар квалитетен Ќе има избор процес, на кој ќе дојдат во репрезентацијата, да бидат добро обучени, добро спремни, мислам дека треба време. Треба време, јас сум победник и мене не ми е свеедно. Научен сум да победувам, играв во големи клубови, со големи тренери и чак и неуспех беше изгубено финале. Имам изгубено доста финалиња, то на Лига шампиони.
Меѓутоа работев со победници, така сум ја, не е сведно, меѓутоа јас, ние сме во Македонија, имаме тоа што имаме и треба да тежнееме, да ракометот го задржиме и да му возможиме на македонскиот народ да има прилика секој јануари у најмала рака да го гледа на големо надпреварување, нормално да се оди на победа со сите, меѓутоа да се оди чекор на чекор, затоа што ситуацијата е таква, отворивме многу теми, отворивме македонско првенство, 95% од играчите ни се од македонско првенство, моментално македонското првенство ни е екстра квалитетно, меѓутоа сега почнуваат правите утакмици каде што јас се надевам дека веќе сега во март против Португалија репрезентативците ќе бидат во некоја подобра играчка форма и ментална, каде што во тешка ситуација ќе знаат како да одреагираат. Нивното тело нема да биде изненадено затоа што тој репрезентативец играл во Битола, играл во Охрид, играл јака утакмица, Тиквиш била јака утакмица, играле нон-стоп има јаки, шикаш сека коло има две дерби. И се надевам, и треба да размислуваме сите заеднички, да ставиме на стол и да го одбереме најдоброто. Кога играме со Португалија? 9 март. Сега. Вака, во статистиката што ја водевме ја и Бица, пишува вака дека од 2009 до 2021 за Македонија настапиле само, според мене, само 50 репрезентативци. Колку години тоа? 12, 13. Тоа се 3 олимписки циклуси. 12 години. Настапиле само 50 репрезентативци, од кои што 48 се македонци, 2 се прибавки и бугринец, а во тој список има да речам 6-7 репрезентативци, може малце повеќе, кои што забележале по една или помалку од во тие 50. Во тие 50. А од 2021, значи од Брестовац. Тие треба да се елиминираат со една утакмица или две, тоа не ти е репрезентативен пример. Скоро 30 не можеш да го броиш. Репрезентативци се во оптек. Значи, на пример, еве сега ќе збориме таа тема. Пред првенството, па и после првенството беше тема. Зошто не е Танковски, зошто не е Карапалевски, зошто не е Аларов, зошто не е Димитриевски, зошто не е Димитриевски. Освен Карапалевски, другите биле. Добро. Значи Аларов бил, Танковски бил, Димитриевски бил, Димитриевски бил. Тие 5 имиња беа вака од, да речам, од подшироката јавност. Спомнувани дека можеби Кире требало да ги земе, не ги земал, шо ако ги земеш, шо ако не ги земеш. Ама еве ги од тие 5-4 во овие 2,5 години биле тука негде, сигурно се пак негде во... Да можем да одговорам на прашањето, ако за Танковски конкретно ќе збориме. Мислам, мене ми е драго што ве од време на време пружа, има минутажа во Пелистер, тоа е многу битно. За него добро и за другите играчи. Кога видовме овој португалец во средниот после првата утакмица со Бице, викаме, на Танковски се кират убет во падна. Душечка, ама да, не извини. Танковски. Добро е што игра. Жал ми е што не игра другите, типот на Павле Атанасиевич, Петар Атанасиевич. Добро сега Костерски игра доста повеќе бидејќи му се даде прилика и многу е добар што ме радува. Пешевски е веќе искусен играч, дали игра или не игра, мислам дека тој и да не игра може да се прилагоди и да одигра добри надпревари за македонската репрезентација. Таму е Емилијан Ѓорѓовски кој што беше најавуван као голем потенцијал и е голем потенцијал, меѓутоа не добива воопшто шанса. Танковски точно, конкретно, Танковски беше еден од најголемите таленти во Македонија. Јас го знам уште као 17 годишњак. Со 17 години доаѓаше на мојот ракометен камп, кој што го организиравме и беше одличен талент. Танковски доби 3 шанси на големи надпреварувања. 2019 со Раул, 2020 со Данило Брестовац и 2021. Значи има 2 светски и едно европско првенство. Каде што имаше, ајде така да кажам, немаше споредно, имаше главна улога и едноставно не одеа работите како што издржа притисокот. Не го издржа, не покажа. Сега во една има минутажа, тоа е добро, меѓутоа веќе Танковски во Пелистер игра само во еден правец. Знаејќи каква конституција на играчи имаме во националната селекција и со какви репрезентации треба да играме и каков квалитет имаме во моментот, а треба да се носиме со една Норвешка, Сагосен и така што све бара модерниот ракомет. Знаејќи дека имаме пивоти од типот
на Пешевски, кој што игра во еден правец, типот на Петров. Никола Марковски, кој што игра во еден Повратен правец. правец. И така натаму, да не набројам, ние треба да бараме играчи во два правци. Истото се однесува за Карапалевски. Карапалевски е интересен играч, добар играч и ќе најдам начин и на двајцата како да им дадам шанса. Затоа што таа Б репрезентација ќе пробаме да организираме Да заживеаме повеќе. па не да Така. заживее повеќе, да имаме и повеќе собири во некој период каде што ќе им се даде шанса да покажат и дека можат. Вратата за никого не е затворена, не е затворена за никако и јас им посакувам еве да имаат еве зборевме за јаки утакмици, јаки надпревари. За македонските играчи е важно да имаат и минутажа. За жал, еве сега треба да играме со Португалија. Мене браќата Атанасиевич ми се големи потенцијали затоа што се срчени, борбани, меѓутоа немаат минутажа. Утре треба да играат со Португалија. Како на еден резултат во 48 минута, карикирам, каде што ќе биде ситуацијата Може би одлучување. одлучувачка, како ќе изреагираат они, што да очекуваме од нив, добра работа, грешка, притисок, стрес и така натаму. Ги земам двајцата за пример. Имаме такви многу примери. Аларов е интересен играч. Јас него, ако се сеќавате дека на реваншот во Данска после победата му дадов голема минутажа и на него и на Ѓорѓовски. Со огромна почит према неговиот бивши клуб Пролет, кој што даде многу репрезентативци и се уште дава, меѓутоа мислам дека за репрезентативец ми беше потребна добра средина. Се надам дека во Вардар ќе се развива добро во еден другачи систем. Он е се уште млад, он е одличен дечко, јак дечко кој што не се плаши, кој што е храбар и секако дека во иднина може да се рачуна доколку има минутажа и доколку игра квалитетно и доколку освојува титули и има некоја запазена улога во клубот кај што игра. Јас збориме за Аларов, меѓутоа тоа важи и за сите играчи. Играчите што ќе имаат запазена улога, што ќе играат во два правци, ќе имаат секогаш предност да играат за националниот тим. Да не оспоруваме работата на Пролет, ама ако земеме еве најсвеж пример што е промена на клуб од Пролет што отиде во Алкали Џонов, па ја можам да кажам дека за 3 утакмици што видов, мислам дека дечкото има Го запознав. Играчот. Не, сериозно, мислам, гледам дека има напредок голем. Може ти подобро го знаеш, па ќе си го пратил и таму и како, ама гледам дека има дрскост, има храброст и може би е еден лидер на тимот, не знам. Иван Џонов го земав на поширок список за медитерански игри и затоа што списоците за медитерански игри е тоа административно требаше да се прават порано, кои точно 16. Искрено да ви кажам, го земав чисто да го видам, меѓутоа ни на крај памет не планирав. Од она што го видов, што он го покажа во тие 7-8 дена во автокоманда летово кога трениравме, едноставно бев приморан и на мојот случај штаб реков, знам дека списокот е пуштен, дека не можеме да правиме ова, али мораме да направиме нешто. Се јавувавме во Олимписки комитет на Владо Багоевски, правевме притисок, едноставно што видов дека ако не го земам на медитерански игри, дека ќе направам голема грешка и тоа се испостави. Меѓутоа ете, така има тие така скриени таленти по помали клубови, ако може да се каже, кои што треба да се пратат, да се гледаат, да им се даде шанса да се развиваат, затоа што, како што кажав, многу е битен квалитетен тренажен процес и јаки надпревари. Се надам дека со ова наша лига сега со овој плейоф дека ќе се издржат повеќе цакви. Пред да продолжи, ако заврши. Завршил, ти презнам. Добро е, го дочекам што. Тоа што правевме муавет, една анализа со Виктор Исто, може ти ќе ја потврдиш, ама во контекст на муаветот дека е потребен добар тренажен процес и уште повеќе дека е потребно квалитетни надпревари. 2012 во Србија првенството. Колку репрезентативци се на список? 16 или 18? Тоа беше 14. Не, 16. Слушај сега податок. Од 16 не ми е 100% потврден, ама 99% ми е точен. Од 16 македонски играчи во Србија, 12 играат Лига шампиони. Со Металург. Двајца играат со Вардар Европски куп и двајца немаат европски надпревари, Митков и Темелков. Добро, јас играв Лига шампиони. Шампиони, Како интернационален. Сега
2023 во Македонија еден играч имаше игра Лига шампиони, Никола Летовски. Да. И сега колку е битно тоа и каков резултат сме имале, колку е битно кога го немаш и каков резултат имаш. И уште нешто, тогаш Металург и Македонија беше клуб репрезентација. Втора точка после Пелестар клуб репрезентација. До прашање нема, само заклучок извини, да. Тангенти, као заклучоци. Значи 2012 Металург клуб репрезентација, 99-та Пелестар клуб репрезентација, ништо наша забелешка само. Не, така беше, тоа се аргументи, тоа се факти. Јас овој податок за Пелестар сум го заборал, меѓутоа така беше, ја бев дел од Пелестар тогаш. И така беше. Ние со Бица пред почетокот на светското, ние така си фативме тема кој ќе ни фали некоја инспирација и некој гости не може да договориме со термини, ќе си направиме сами една емисија и си правиме теории на заговор, шпекулации, сме чуле, стигнало негде. Ама тогаш вака не беше шпекулацијата. И сега ќе се надоврзам со твоето младинско 2000-2002, тоа со Иле Темелковски што го зборевме. Успехот 2012 после 10 години, после 12 години. Овие играчи сега што ги набројуваме, Танковски, Джонов, тие се дел од една репрезентација 2017 што направи огромен успех на светско, 6. Ние зборуваме дека Вардар, не отвараме пак темата, од одредени причини е исфрлен од Лига на шампиони. Нели пошто ние како градарци етаблирани, тоа ни беше лајт мотив. Металург пак од некои надворешни неракометни причини го снемува од цената, клуб кој што давал најмногу. Пелестар уште не беше до ова ниво као сега ти што го пофали. И ние сега се соочивме со тоа дека, а претходно не било така, значи, ние вака викаме со Бица. Ние сега дојдовме на ниво, последниве години, репрезентативците да ги создаваме на европско и на светско првенство, низ репрезентативни настапи, а не низ клупски надпревари, затоа што во Скопје Вардар Барса во среда, другата среда Металург Пари Сен-Жермен. Да. Сакаш, не сакаш. Сакаш, Ке се роди. Мораш да бидеш добар. И уште реално играаш. И уште еден моментот дека 2017 успехот на таа репрезентација, значи аналогно на 2002, значи ние 2027 треба да имаме резултат. Ја го дека далеко е пеша ако тргнеш. Како викат? Да, ние треба да Пекчео се јави. Ние треба да расчистиме една работа за да знаеме што сакаме. Ние имаме две опции. Едната опција е трпение големо и создавање и резултатот ќе биде неизбежен и ќе дојде ако продолжиме да работиме вака. Ако продолжиме да работиме вака. И втората опција е ако сакаме успех, треба да се одлучиме за натурализирање на играчи. 2 или 3 квалитетни играчи. Као Мекелеп, например. Така, 2 или 3 и тогаш да бараме успех. Ние треба сите заедно и јавноста, медиумите, спортските работници, сите што се влијателни, да се одлучиме кој концепт ќе го фатиме. Ама тоа ќе има еден голем ризик, Кире. Еве ќе натурализираме двајца, ама нема да бидат Хансен и Карабатич, така? А видите ние Нема да бидат. И што ако пак фейлнеме? Ма нема да фелнеме, не смееме да изгрешиме да сгрешиме во изборот. Не смееме да сгрешиме. Меѓутоа тие се две работи. Ние треба да се одлучиме што сакаме. Значи Твојот избор кој е? Твојот избор кој е? Јас сум спремен и на едното и на другото. На едното и на другото. Да, ќе дадам мое мислење. Ќе дадам мое мислење. Меѓутоа треба јавноста да се слуша, медиумите да се слушаат. Ова ќе биде сега мала сензација сега. Зашто? Твоја изјава за натурализирање. Да, али тоа е единствениот начин да, ако сакаме или да работиме, Пошто ја Бица не брзаме, засукаме ракавите, 2027 века е. као што ни се засукани ракавите, можеме да чекаме, да бидеме трпеливи, резултатот исто така ќе дојде. Тоа сум сигурен дека ќе дојде затоа што види Виктор, 96-та генерација што ја збориш. Ние немавме Лино Червар овде. Во автокоманда. Работеше од Савајле до вечер. Со книгите тоа Со приказно книгите, со прва екипа, со втора екипа, со Ацо Јовиц, овој со оној.
Талевски, Кузмановски, Томовски, Панковски, Јагориновски, Арсениевски, сите, значи да не ги Лазаревски, да не ги Велковски, Све собрано. го забравив. Да. Значи се створија тие, значи се работеше таму. Нешто Најдени малку ако биле. се замина остана 98 генерација каде што имаме некој играч, после дојде 2000-та каде што бевме домаќини на светско првенство младинско и од тие нешто играчи имаме од типот на Јагориновски. не, 2000-та е Костевски, Аха. 2000-та е Серафимов, 2000-та е Игор Георгиев, Христијан Семоновски, Михајло Младеновиќ, Марко Кизич. Тие се тие играчи од Кизич кои што го што спомнав. 2001, да. 2001. Имавме светско првенство младинско во Македонија. Меѓутоа веќе Металург исчезнуваше тоа време и сега имавме одлична генерација 2002, откако ме поставија мене за селектор, кој што е перспективна генерација, перспективна, габаритна генерација, која што треба да се исчека и мислам дека од таа генерација ќе излезат следните квалитетни македонски репрезентативци кои што ќе носат резултати на македонската репрезентација. За 2004-та не збориме уште затоа што се уште се млади, меѓутоа ќе имаат светско и ќе имаат европско првенство. Се надевам дека и од таму ќе излезе. Пази, таму И треба имате више неколку нас бисерчиња, може да- така? Има, да. Тоест мали, али знаете како имаат они светско сега. Последната година имаат европско првенство. Само по себе со квалитетна работа со собери, ќе Квалитетни. излезе и од таму, ќе излезат Направи, двајца, тројца играчи. Се направи една добра енергија, Има добар склоп, квантитет, добра излезе селекција, квалитет. да, треба да бидеме трпеливи, треба да бидеме. Промена на генерација, не е исто без Миркуловски, не е исто без Стоилов, не е исто без... И па, ај Лазаров, пред не, да преидеме на мојава скрипта, уште тоа еве мало осврт, нели, да. тезата беше дека еве најгласно беше кога Кире ќе се повлече толку од Македонија Ама не е така, Ама сме не е веќе така, еве. трета... жилаво се бориме, така? Се бориме. Ај само оцени бројки, може? Скрипта. Уште си на првиот лист. Уште сум на првиот, виде. Роден ден имаме, ало. Од Машински факултет доаѓам, виде, знаете што е тоа? Бројка. Чудесија. И режија од Машински. Ајде само, пошто ова беше темата со русативците, Кизич. Еве го гледаме дека ни запревари, Долго прашања да ми јас сум долго во одговори. дека Сечелич покажува карактер, покажува Кизич. Беше на поширок список, ти се одлучи за 4 пикери, 2 голмани. Еве ние да речеме рековме, абе Кире, требаше 3 голмани. Да, видите, не беше спорно воопшто. Трет голман можете, еве каде е Полска, можете да му кажете, ете, пакувај коферите и Дојде. дојди да браниш, тој го помина целиот период, припремен период. 4 пилоти, зашто се одлучив? Нас ни фалат, ако гледате во големите клубови и големите репрезентации, пивотите сите се важни, бековите и голманите и кривата, али пивотите се многу важни, затоа што ние немаме пивоти од типот на пивот кој што игра средина, централна дефанзива, Пекелер. игра од типот на Пекелер, од типот на Фабрегас, тип и така натаму, и така натаму. Тоа е тој некој нов... И овој мојот крвников Винчеков или не. Да, Марко Стојковиќ го има, меѓутоа тој е 2003 годиште. 2003 годиште тој имаше 8 дебитанти на светското првенство и треба да створиме некој тако. Никола Марковски кога е во добра форма може да одигра дефанзивно, меѓутоа не може во два правци. И имаме два теретњаци пилоти од типот на Пешевски кој игра во еден правец и Куки Петров. Идејата ми беше За Коки Петров имаме една интересна статистика. Да. Идејата ми беше да бидејќи игравме со многу квалитетни противници, немавме среќа во жрепката, имавме Норвешка, имавме Холандија, Кој беше валдкарт? Холандија беше валдкарт. да, валдкарт и Место Аргентина. Капе Верде на ни падна. И Аргентина. И едноставно, знаете, кој играте со супериорни, со подобри противници од вас, треба да пробате 7 на 6, она што пробавме со Данска во одреден период, па ни упали. И го планирав затоа што со два габаритни пилоти од типот на Пешевски и Петров можете да играте добро. Меѓутоа немавме рутинери бекови кои што можат да одиграат добро. Ај сега сме кај бекови. Значи, кратко. Кратко прашање за нормален одговор. Статистика. Значи, ова е сега последно светско првенство. Тоа ни е најтазе. Лани европското, као рачунаме, првите мачиња се фрлаат у вода. Селекторот му е деби, плюс требаше да игра, па раката, па овој
рековме корона, тоа беше еден хаос невиден. Последниот ден се издесија многу работа. Со Джолена пасивна потврдивме дека у 4,5 ситуации Македонија беше судиски оштетена, а заврши над преварот -2. Да. Значи многу лесно можеше да случи Македонија да ја победи Словенија. Сме блиско и со Словенија и со Така, Црна Гора. а ако ја победеше Словенија, кој знае како ќе се одвиваше понатаму. Значи тие мачиња ги фрливме во вода и сега доаѓаме сериозен, значи светско првенство, сериозен испит за селекторот. Така, испратен од Македонија, фронт, опозиција и Се има. И сега ја како лице од техниката со статистика се служам и па тука ми наоѓа мана. Тоа со бикините како беше. Не е мана тоа, само до дефинирање што значи И статистика. сега вака, Македонија, не знам вие дали во стручниот штаб сте правеле статистика бројчана. Значи таа не е напредна, значи не е Различно од твојата дали, ваква не. да, оваа не е напредна, ова е базична статистика, не ги дели тешките од лесните противници, не ги дели Така е. некои важни фактори, меѓутоа покажува. И сега вака, јас се завезекнав. Македонија во проценти на ударени упатени шутеви и постигнати голови има реализација од 67% и е 8 од 32 селекции. Од бековска позиција или ги бековска. вкупна? Не, шут, извини, Шут, да не сгрешам. Сега ќе ги набрам сите, па после на кое што мислиш дека треба да коментираме, ќе скоментирам. Уште пошокантно е, од 6 метри. Македонија има реализација од 72% и е втора. Значи ние сме со 7 надпревари, има неколку екипи што отидоа во завршна фаза со 9 и има неколку екипи што се со 6. Сега, шокот продолжува. Во шут од крило, Македонија има 41%, само 41% резултат, реализација. Во шутот од 9 метри, се ова нели као тинеџер кој ќе отиде у град, кој ќе ја види онаа оп, кој ќе приде доле. Од шутот 9 метри сме 8 од позади, со само 38% реализација. Шокантно добри, ама тоа повеќе беше одјасно, бевме од пенали, реализација од пенали, таа дури до крај негде бевме скоро на 100, таму во некој од президент купот малце си расипавме разликата. Петката. Да. Сега пак шокантно добро, значи ова синусоида. Македонија многу високо, на 5-то место е по реализација од пробив. Значи 88% имаме реализација од пробив. Да. Breakthrough. Така, breakthrough. И пак, нели, за крај разочарување, катастрофа во изгубени топки, технички грешки, иако за разлика од ланското европско, кај што бевме на некој просек од 15, сега нешто сме спуштиле. Пример, ние имаме 102, а некој просек е 81. Во асистенции исто така лошо стоиме. И во последната статистика кај што лошо стоиме е блокирани шутеви. Значи многу кире вака синусоида. Треба да се најде еден НЗС. Треба да се најде НЗС. И да се работи на тоа што Така. не е добро, ова да се заврши. Еве моја желба е овие две да ми ги искоментираш. Крило и 9 метри. Пошто еве ти беше играч што шутираш од 9 метри. Зошто бевме толку слаби? Па видете, за 9 метри, ние имаме еден во ова репрезентација, класичен шутер, од типот на Филип Талевски. И мислам дека не го искористивме доволно, иако имавме припремена игра за него. Мислим дека за Филип Талевски треба да се каже дека, иако го споруваат, го фалат, па го напаѓаат, повише го напаѓаат него што го фалат, имаше огромна желба да има добар настап, како што беше добар на утакмиците со Чешка и со Романија. И после и со И како Турција и за све со треба да се каже дека Филип Талевски 1 јануари 2023 година првиот тренинг се повреди. Филип Талевски се приклучи на 10 јануари на тренинг. 10 дена. на 13 Хрватска не беше на подготвителните да го сочуваме
и да сакаше не можеше да дојде. Тие 10 дена тренираше многу напорно на припремите во Маврово. Меѓутоа, знаете како е светско првенство е, сериозни противници, со анализи, знаат од каде доаѓа опасност. Се трудеше, се мачеше, меѓутоа не успеа, таа негова повреда не можеше. Тие 10 дена едноставно тренажен процес му фалеа. Имаше свежина, дури имаше, доаде добар прв надпревар против репрезентацијата на Норвешка и после имаше една, како што кажа, слободен пат, меѓутоа со аргумент зашто така. Истото се случи со Никол Чемитевски. Никол Чемитевски дојде 22 повреден од Порто, нити беше во Хрватска, нити ништо. Ме праша зашто не носи трет голман, да, можеби моја грешка. Не беше во Хрватска, таму беа Марко Кизич и Томовски, имаа слаби изданија на тој турнир. Цела јавност слабо, едноставно Николче го чекавме како некој спасител, меѓутоа он сакаше многу се даде. Меѓутоа 22 декември до 10 јануар да не тренираш, да потренируваш помалце, да одржуваш тонус и форма, не е доволно за една Норвешка, Холандија и Аргентина. И како, значи, двата голмани не ти дадоа што си очекувал на припремиот период, онда се крстиш во првиот голман кој што до сега ни бил Джокер, не спасувал многу пати во баражи и така натаму и сме го славели и се случува хаос за изблокираните шутери. Еве таму е еден од најважните дефанзивци Никола Маркос. Истото и со него. Имаше сериозна повреда на кичмата, 28 декември се отиде за Скопје од Маврово, се приклучи дури 6 јануар. Не се ова алиби, ова се аргументи, меѓутоа сакам да ти кажам зошто бевме слаби во блоковите, зошто бевме слаби во шутевите од 9 метра, крилата, осмека и крилата, и Гоце Георгиевски, и Дејан Манасков одиграа 4 екстра квалитетни надпревари и против Црна Гора, и против Хрватска, и против Израел, дури беа во една невидена форма. Зборуваме за подготовките. Зборуваме за подготовките. Дури беа на предводници. Летаа по теренот, и тоа сами и вие го видите. Не знам што се случи. Не знам што се случи со нив. Зборам за реализацијата од крилните позиции. Имаме таков тип на играчи. Во иднина треба да бараме некој бек шутер што може да испрати. Ни требаат различни типови на бекови. Ова знаеш што ми текнува на Вујович кој водеше Словенија кога бараше бек шутер. Немаше бек. Словенците уште помалце они се. Да. Ти текнува Вујович, Мачковшек, он нешто повреден, немаме бекви. Немаме бек, да. Бек шутер, има средни за мал фудбал репрезентација. Знаете, Мартин Серафимов исто е порано беше повеќе шутер него играч 1 на 1, сега малце ги смени улогите, не знам што му се случи, меѓутоа треба да го врати шутот исто. Збориме за Мацко Велковски кој што е исто битен играч, искусен играч кој што има поминато доста повеќе време се мачи повредата и ме радува тоа што пополека се враќа и добива некоја шанса, сепак се работи за искусен играч со светски и со европски правенства кој што знае како да се постави, не му треба многу за да даде за Македонија. Тоа беше исто хендикеп, мислам дека еве леваци имаме, али немаме од типот на еден шутер како што беше еве Кира Лазаров. Да, али имаме други квалитетни леваци од типот на Томи Јагориновски, од типот на Мартин Серафимов, Мартин Велковски, еве овој Савревски малиот 2002 годиште, добар габарит, 2 метра, мислам дека во иднина рано е уште може да биде еден шутерска опција, меѓутоа се уште рано за него, треба доста да работи, меѓутоа треба. Знаете како викаат, репрезентација без шутер тешко. Противникот ако ве намири, ако немате шутер, знаете како, ќе направи стратегија и ќе пробиете можеби 10-15 минути, меѓутоа треба да одиграте квалитетно 60 минути и да имате разни ќе те научи тренер. Разни опции во ист момент, дури се носевме со Норвешка 20 минута, ни се повреди еден од играчите Томи Јагориновски кој што едноставно јавноста и јас као селектори сите ние очекуваме. Томи колку и да не делува дека дава, то ми допринесува. Се повреди 20 минута на резултат 9-9. До тогаш беше 4 пати во клинч со Сагосен, што покажа храброст, што не се покажа респект. Томи да тресна некој 150 кила на земја, да. Томи исто тоа беше хендикеп, ова не е алиби, меѓутоа знаете, ние сме Македонија.
нас еден играч да ни фали, Се еден осеќа. пех да имаме, се чувствува. Се чувствува. Немаш. Ова беше да речеме од статистиките што ги извади. А од она што беше као впечаток, например, еве нашто недостатоци, прво што ќе се слушнеме после надпревар, ни фалеше борбеност, кире. Некако недостасуваше као, како да кажам, Македонија никогаш не, ние имаме една непроверена статистика, ама Добро. прилично точна. Македонија има една, јас се викам, волшебна маргина од 2 гола. Многу често во овој период наш активен, Македонија победувала, губела во плюс минус 2. Кога е вон таа маргина е 10 разлика глад, ама во таа маргина плюс минус 2 ние многу често сме биле, сме губеле, сме победувале, нерешено било, ама тука не красела една борбеност, една Виктор, жестокост. еве да направиме. Сега овде нас, например, еве сега зборуваме навивачки. Сега овде нас на навивачите ни фалеше тоа да влеземе во еден, еве лани например со Словенија скоро бевме у таа маргина. Таква компарација да направиме. Така. Црна Гора исто. Да, исто и Црна Што Гора. е Црна Гора, На така. гол Значи беше, тие така, се на гол беше. тие се тие маргини, кај што ние сме разочарани од поразот, Да, и јас ама сум. сме тука. И сега пцуеш, викаш, шајки, мајки, ама си тука. Ама гледаш А дека се овде, гине, да. овде разочарувањето беше во тој момент кога ние одевме на плюс 10. И сега прво што бараме, кај некако да не се бореме. Тоа е, значи, како да кажам, тоа е визуелниот впечаток што ние го добиваме, а што претходно Македонија е красила. Тука што ни се случи тука? Што ни Се недостасуваше? сложувам, ни фалеше таа борбеност, ни фалеше таа хемија, не изгледаше така во подготвителниот период. Не сакам да делувам со алиби овие работи што ги направив, што ги набројав со повредата Ама на нема Талески. ли сега правиме Не, анализа правиме. со повредата на Талески. Талески ми беше централен дефанзивец во таа 6-0 зона. Тука ни беше Никола Марковски, кажав за нив двајцата. Што се случи? Тука е Марко Стојковиќ, кој што е 2 метра и нешто, кој што е се уште кревок, млад, кој што може да помогне, меѓутоа не Не може да носи, така. Томи Јагориновски кој што е Па може ја би има тамо дрскост, најквалитетен дефанзивец со најголемо срце и со борбеност и со храброст, ни се повреди првиот напревар. Ние трениравме и повеќе зони дефанзивни, меѓутоа со повредата на Тони се ни падна во вода затоа што го изгубивме најсрчаниот, најхрабриот, за некоја поотворена зона. Тоа што треба се оставивме на Мартин Серафимов. Јас дополнително го повикав Саврески, кој што беше на припреми. И се случија многу работи, меѓутоа тоа се случуваат и на други репрезентации. Не сакам да звучи као алиби, али и јас се сложувам дека ни фалеше срченост, ни фалеше борбеност. Не е срамота да изгубиш од Норвешка, не е срамота да изгубиш од една ваква Холандија, па дури не е срамота да изгубиш ни од Аргентина, али не на начин на кој што изгубивме, поготово ме болеше поразот од Аргентина и начинот на кој што изгубивме. Тие можеби во еден момент како екипа, како тим со искуство, кој што 13 играчи играат во Асобал лига, јас сум ја помнил таа лига, играв 7 години. Ја во статистиката 14 имав. 13 или 14, плюс ги имаме Симоне Монпелје кој што е 10 Двајца се години, во Франција. Москарело што игра во Монпелје под палката на Кане и така, али без разлика, имаме и ние квалитет, али начинот на кој што изгубивме не ми се допада, не ми се допадна и не можам да се помирам со таа работа. После во Президент Купот, колку толку го беливме образот, без разлика на противниците. Еве денес ја спремам Португал, како репрезентација она што ни следува, гледајќи ја против Јужна Кореја, што ние го добивме последниот натпревар, играе гал до 59-та минута. Јужна Кореја и Португал, збориме за Португалија. Само да ви кажам дека колку и да не се атрактивни и Мароко, и Португал, и Алжир, и Тунис, сите играат. Сите играат. Па, Морате да бидете Кореја квалитетен, исто, да. што Во го некој друг ждреб, некој од тие ќе ни се паднеше во група, па ќе го победевме, па ќе отидевме Да, во втора добро, фаза. видимо. Така? Да. Сега кога го спомнам Президент Купот, ај се уште една моја статистичка малверзација. Добро, го сврти првиот лист. Да, добра, Статистичка малверзација. мртва точка. Значи, оваа сега статистичка малверзација се однесува само на европски и светски првенства од 2009 навака. И сега, многу интересно. А пак ќе кажам, не е напредна, него е базична, ама многу интересна. И многу е близко до оваа тезата што ја кажувам за маргината од 2. Значи, Македонија, кога и да играла на европско и на светско првенство, на крајот
просекот на дадени и примени голови, освен еднаш кога отишол на -9, цело време бил у таа маргина од 2, еве 3. И сега Купно гледаш по првенството. по првенство. 2009 вкупната разлика -1,2 гола. Толку близко сме били. 2012 одиме на +1,4 голови и сме пети во Европа. Следи -1, -4,3. 2015 одиме на +2,2 и сме девети на свет. После -3,2, -1,3, -3,5, -1,1, -1,7 и овде малце тонеме во Египет беше. 2021 паѓаме на -9. Значи тука излегуваме од онаа маргина во која што ние се држиме и ние навивачите сме задоволни. Ако сме 15 на свет или 17, до некаде сме задоволни, пошто сме се бореле со сите некако. И сега доаѓаме до ова лани на европското -5,3 и сега доаѓаме до ова светско првенство и верували или не, маргината е -0,4. Значи, нешто пак има позитивно тука. Не е дека Покаже времето, покаже времето. не е дека се е така црно, а? Значи, два пати сме биле у позитивна маргина, два пати сме направиле врни успес. Пети во Европа, девети во свет. И сега некако сме се доближили, ама 27 бе. Ништо треба, као мачињата, и ова треба да се фрли. Да се потврди. За некоја идна цел, за некоја поширока визија. Добро е да ние да добиевме Аргентина. Се налетавме на Германија, екстра квалитетна, на Србија, која што е во голем подем, Подем. и на Катар со Валеро Ривера. Што требаше таму да очекуваме. Па две победи. Глад. Ако ме прашат. Глад. Така? Мислам дека е промена на генерации, млада, најмлада репрезентација на светското првенство. Треба, значи да резимираме, треба да имаме трпение. Верувајте дека и јас не размислувам така затоа што сакам против секого да победам. Иако ја знам реалната ситуација, меѓутоа очигледно дека треба време. Тоа не значи дека однапред ќе се предаваме против било кого, меѓутоа треба да созрее ова нова генерација. Со надпревари, со оглед на тоа дека играчите ни се во македонската лига, треба да имаат квалитетни надпревари, да созреа. Мислам дека имаме квалитет и мислам дека ќе го дигаме нивото. Како ќе поминува времето, дека ќе го дигаме нивото. А едно прашање се исто субјективно. Во твојата автобиографија, која што исто така е една ја обележавме и бице интересно четиво, ја реков на ФФК треба да остават како задолжителна литература, не дека е Кирил Лазаров или дека си наш македонец, него ете целиот тој осврт на една таква спектакуларна кариера која што на крај заврши со едно невако столче, со едно кралско, ова е крав столче тука столарска. Ти таму зборуваш дека нема компромиси за да постигнеш, не смеш да имаш компромиси во животот за да постигнеш врвна цел. И дека не смееш да подклекнеш на притисокот. Дали сега откако се врати од светското првенство, откако се разгореа страстите, медиуми, јавност, навивачи против Кире, против репрезентација слабо одигра, Алкалуид, па темата клуб репрезентација, ние малце тука дадовме еден осврт што мислиме за тоа, за клуб репрезентација. Сите го дадо исто осврт дека тоа така треба да биде. Единствено можно решение и излез. Дали овој притисок сега што се случува те челичи? Јас сум Дојде прашањето. конечно. Конечно. Па јас сум доста си имам челичено и като Чекай, играч. извини, и ова ќе кажам, а во едно интервју, мислам дека лани, не знам на која телевизија беше, не беше вака тематска ракомет, него нешто као некој магазин беше, и ти кажа дека во кариерата, кога си успешен, имаш и многу пријатели, ама и многу непријатели, дека се создаваат. Така? Така е.
Да. Јас и како играч сум ги поминувал овие работи. Сега као тренер, да. Ова е нова работа. Малце различна, меѓутоа сум имал потешкоти. Значи, тоа го знаат само малце луѓе што биле покрај мене во тие периоди. Значи, ти да обстанеш во големи клубови, каде што едноставно неосвојување на титула Лига шампиони е неуспех, играње финале. Значи, самото тоа те челичи. Мислам дека имам поминато многу такви ситуации, не дека не ме погодува и треба да ме погодува, свесен сум, меѓутоа сум за она што сум се нафатил, ќе го издржам машки до крај и ќе успеам. И ќе успеам и ќе успееме. Значи, јас ви кажав уште на почетокот на емисијата, значи ја работам, работата највише што ја сакам. Значи, не се случи ке мене и немам што да работам, па ќе бидам тренер за тоа што имам ова, не. Јас го сакам ова, се едуцирам, пратам, гледам, имам свој идентитет, грешки правам и доправа ќе правам. Меѓутоа, мислам дека сум и сме на добар пат, дека сме направиле грешки, дека ќе направиле, но ниту во еден момент нема да се посомнеам. Значи, ова сето ми се има случувано и во поголеми размери и во играчката кариера. Не се сомневам. Видете, кој сака да работи, за него секој ќе има место. Под сонцето да работи. Кој сака да работи, значи кој е спремен да работи. Јас сум таков, јас сум вреден. Јас сум цел ден у сала. Еви, тука се вратив во Македонија. Сакам моето знаење да го пренесам овде. Мислам дека знам, некој смета дека е тоа недоволно, но меѓутоа има многу мои колеги што после кариера ви Талан Душеваев, одма после кариерата почнал тренер Филип Иха кој што играше со мене Барселона. Од самата Барселона една година одмараше, стана тренер на Хил, јас сум тренер на Македонија. Раул Гонзалес, Парондо. Добро, Раул Гонзалес беше помошник на Талан во години. Меѓутоа има многу такви, значи како да ви кажам, или сте или не сте за таа работа. Јас мислам дека сум за и кај мене проблемот, ако е проблем е што еве да Никола Јакобсен, така? 3 светски титули за ред. Нека ми ја дадат мене Данска со тие играчи и 2 дена, 2 тренинзи, и нека му ја дадат него Македонија и 2 недели кај сака некој, нека ја спреми и да играме. И кој ќе победи? Ќе видим. Мојот хендикеп е што сум, мислам хендикеп, јас сум горд што сум реална селектор на Македонија, затоа што реална сакам ситуација. Македонија, затоа што до мојата 42 година играв за Македонија за да опстане на сцената, помагав и јас и многу други како мене, да не ги редам пак, меѓутоа многу е полесно кој ќе Филип Иха, мојот колега, игравме заедно, презема готов производ од Гисласон. Кил го презема, надодаде ваму таму, уште функционира Гисласон. Никола Јакобсен, и утре да не биде Никола Јакобсен, да биде Виктор Христовски селектор на вакво, ќе играш полуфинале, сакаш или не сакаш. Тоа е тоа. Сигурно, јас како припремам утакмица. Сега кај нас во таа транзиција треба да ствараме, да се биде стрплив, очекувањата се големи, има позиција, има опозиција, што и да се направи, има нереални очекувања. Јас сум победник, сакам да победувам. И со Алкалуид, кој што е една екипа со овакво, игравме егал и со Вардар и со Еврофарм Пелистер, што не е реално. Ајде блиц прашање. Значи, ја ли се борам, мислам дека ќе ми исчеличи тоа. Мислам дека ќе ми исчеличи. Одговорот е да. Одговорот на прашањето е да. Ај ова блиц прашање. Кога ја признава Македонија, најавуваше дека во наредниот период ќе гледаме една поинаква Македонија. Дали си задоволен? Дали гледаме една поинаква Македонија овие 2 години? Од аспект, нели рековме брзина. Па сум задоволен, да. Гледаме една поинаква Македонија. Јас ви набројав све што ние направивме во овој период. Све што ние направивме, значи. Чисто малски кажам, ние гледаме поинаква Македонија, прво и основно што не играат Кире, Жути и Столе, значи. Прво по тоа гледаме поинаква Македонија. Нас проблем ни е турнирски систем на превари. Ден за ден, на 2 дена, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Сега ние одигравме 7 надпревари, меѓутоа ние не паднавме физички. Мислам без разлика, со една Јужна Кореја 7 надпревар, ние се носевме во трка, во дуел, во едно во друго и со сите репрезентации. Таму беше висок резултатот, така? Да. Преку 30 беше, Да. ние текнавме. 36-33 мислам дека беше. Али сум задоволен, али има доста место за надоградба и ќе работиме на тоа. Ја имам уште 2 прашања, а Бице ти повели. Не, немаме. Сите ми ги потрши, јас Не, сакам да на прашам. Бице му е време за апчињата, па затоа се урзо уваш најдели да снимаме. Има многу, немаме време. Немаме време, мораме. Ајде, ќе разговараме друг пат. И се забориш ми беа прашање. Човек у голем, после мене ми треба ляпче. Не, се зезнам, знам. Ајде, значи вака со Бице детектираме, не детектираме, него вака поставуваме една, ама и не е до толку драматична, ама една као вака спортска медицина, преглед над преварите, дуелите со Португалија. И вака викаме. Овие Тие што два следат? дуела, кои што ништо не значат за Македонија, факт е, од надпреварувачки карактер, нели? Македонија е практично пласирана, Луксембург ќе ја победиме таму, Турција ќе ја победиме овде, тука немаме дилеми. Кој сака нека игра, нека не игра во Македонија, со Б тим да излезе Македонија и селекторот, Турција и Луксембург ќе ги победиме. И сега вака викам, во тие два надпревари, тоа ќе ни биде еден систематски преглед да видиме како Македонија и селекторот ќе изреагираат после светското првенство. И вака викам, ако Македонија, а сега сме малце по-скромни, Португалија е подобар противник во ОМ. Ако Македонија пружи добра игра, борбеност, залагање, па и да изгуби во Скопје, терапијата завршила работа. Апсолутно. Дали така гледате вие во репрезентација во федерација на овие надпревари или не? Па видите, А блиску се сега, така? Да. Блиску не се за 10 на 15 Португалија дена. е многу сериозен противник. Не се сложувам со тоа што овие два надпревари не ни значат, напротив, ни значат. Со подобар скор против Португалија во тие два надпревари, ако нормално треба да ги добиеме Турција и Луксембург, секој противник треба да се почитува, да се одигра, сите играат ракомет и така натаму. Ние би завршиле први во нашата група, со тоа би биле во подобар шешир, еден шешир подобар за ждрепката на европското првенство. И не е свеедно дали си во прв, дали си во втор, Па дали на си светско во во сега видов. Шеширите ни пресудија. Треба да направиме све, нема да биде воопшто лесно. Веќе подолго време се баваме со Португалија. Одигра едно квалитетно европско првенство, имате многу добра репрезентација во игра на кој што. Они направија промена на генерации со и на бековските позиции, и на пивотменските, и на крила, и на голман и така натаму. И еве се појавуваат некои нови дечки, тие браќата што се левиот и десниот бек кои што се 2004 годиште, 2005 кои ќе ги видите изгледаат као да се 95. И носители си И игра. скоро па веќе па носители. И имаме тешка работа, меѓутоа треба да веќе ако ни се отвора ситуација да пробаме да се носиме. Нема да биде воопшто лесно. Разочарувањето е големо и кај играчите од сето она што се случуваше на светското првенство, поготово во првата фаза, ќе треба добро да се изразговара, добро да се спремиме, пред све психолошки и да ја вратиме таа борбеност, таа мотивација, таа стрчаност, таа желба за победа. Па кој е подобар нека победи? Ки има измени во ростерот? Во ростерот јас списокот поширок ќе го објавам, ќе чекам до последно да завршат и Лига Европа со Пелистер, Еврофарм и последното коло од нашата лига за да се одлучам за пократкиот список. Искрено да ви кажам, не знам кога ќе биде емисијата, али чекам до последно, имам повеќе дилеми и ќе донесам одлуката малтене за пократкиот список. За 35, помалци или повише, да, може би ќе има неколку нови имиња, меѓутоа тоа не значи повеќе или помалце. Многу. Тука сме не. И последното прашање, сега пак алкалит. Сега се создаде некако, нели тоа е Бица што го напомна како трет клуб кој што би можел да се бори за титула, се создадува некако, ја и Бица низ месециве ги
ги лоцираме како три фронта во македонскиот ракомет. Едниот е фронтот Скопски Вардарски, другиот фронт е Битола Пелистерски, кој што чека титула од таа 2004 година таму. 2005. И сега најднаш се појави и ова третово чудо, ова Алкалоид. И сега ама некако меѓу меѓу три огна. И сега вие кај да одите, ве пречекуваат на нож. И ладно и со ножови. И минус 15 ладно. Да навикнати на топло на Како те команда. пречекава во Битола? По Битола има, искрено да ви кажам, знаете, имаше најави, меѓутоа искрено бев задоволен. Например, пред 20 години сите ние мислевме дека Кире е битолчанец. Пошто така се појавил некој Лазаров таму од Пелистер. Значи битолчанец. Добро поминав во Битола. Не сум ни изненаден, не ни очекував дека нешто. Сепак има луѓе таму кои што почитуваат, кои што ценат и кои што го знаат ракометот. Има и луѓе кои што се предодредени и на социјални мрежи и секаде да си ја вршат работата. Да се храбри. Тоа е тоа. Се надевам дека за брзо време ќе ги демантираме и ќе ги демантираме со квалитетна работа, со посветена работа, со ентузијазам према она што го работиме и јас и сите ние имаме многу дајно за македонскиот спорт и македонскиот ракомет и треба да се почитуваме. Нас ни е потребна и Битола, и Скопје, и Вардар, и Пелистер, и Елкалуит, и Охрид, и Струга, и Тиквеш ни е потребен и јас се радувам што имаме конкуренција. На Режија и Свети Никола има потребно многу. Па и Свети Никола, да, сите тие центри ни се потребни, да не ги спомнувам и другите потребни се, значи не е целта да се згасне Пелистер, да Вардар или не знам кој да се згасне, значи па ти биди сам и биди шампион, не. И па нашата теза која би теоретски нели сега. Ние, Виктор, ако имаме квалитетна репрезентација, ќе имаме квалитетни клубови. Ние ако имавме квалитетна репрезентација 2009-та, тогаш се појави Металург, се појави Минчо Јорданов, го заинтригира настапот на светското првенство и реши јас ќе правам клуб. 2012 ако имавме успех, се појави Сергеј Самсоненко, свикат овие се луди за ракомет, види што се случува, кој е таму клуб Вардар, јас ќе одам во Вардар. И така натаму. Значи ние ако имаме квалитетна репрезентација, ќе имаме квалитетни клубови, ако што и обратно. И обратно, али прво квалитетна репрезентација. Ние мораме репрезентацијата е број 1. Таа е национална, таа е на сите на цела Македонија. Ние мораме да имаме. Ако немаме репрезентација клубовите, Вардар си е Вардар, Комити, Скопје, Битола си е Битола, секогаш и тоа ќе има конфронтации така на тоа, меѓутоа мораме да имаме квалитетна и да бидеме обединети, а не да се оптужуваме. Зашто? Што му смета Алкалоид? Удра нека биде и Тиквеш, и Охрид, и нека се појави уште еден клуб, таков кој што ќе инвестира и што ќе работи од не ви наврав, ние во Оптек имаме 500 македонски дечи. Проблемот дека проблемот е дека газдата на Алкалоид е председател на федерација. Тука се јави тој проблем. Па имаше и во минатото такви многу случаи, со Трифун Костовски, со Михајло Михајловски, со сите. Тоа е, ние сме Македонија, нема ни 2 милиони. Со Пролет. Со сите. Сите председатели на РФМ излегле од некој клуб, пошто тоа се луѓе што го сакаат ракометот и само тие имаат интерес да бидат во федерација. Така било. Сега овде било малце обратно, па сте малце под притисок, ама па ако па убаво. Мене не ми смета. Јас сум научен на притисок, јас сам за себе сум притисок. Моите очекувања... Мене ми е макал од мојот притисок. Јас 2,5 сати имам термин во автокоманда и дури почнуваат играчите и премалце ми е, знаеш. Премалце ми е. Чекај уште ова. Не брзам, сакам да сработиме. Може да снимаме уште 3 дена. Да, може би да зборам, да. Не повеќе. Последно прашање. Од кратките? Кратко е. Во стручниот штаб беа на почетокот беше и Миркуловски и Бранко Ангеловски. Така беше, малце беше поширок. Ацо Јоновски. И Билјана Црвен. Уште, еве, как например, еве, ја во некои разговори тие од нашите чаршески со некои луѓе од ракометот мислат дека можеби фали уште еден човек, некој, не знам. Па видете, за жути разбравме дека не може физички да постигне, така беше? Има, како што ви кажа, формираме доста репрезентации. 2004-та таму се Раде Стојановиќ и Бранче Ангеловски. 2006-та ќе треба да се постават таму, исто стручен штаб 2008-та.
потребен ни е стручен кадар. Имаме добар млад, кој што се уште треба да се доедуцира, да напредува. Потребен ни е квалитетен стручен кадар. Нашите најголеми успеси на македонскиот ракомет и спорт се случува и во националните селекции и во клубовите, кога беше Лино Червар, кој дојде 2009-2010, кога се појавија Раул Гонзалес, се појави Дейвид Дейвис ги донесе, се појави Парондо, видите они што станаа. Они тргнаа од тука сите, меѓутоа тука се уште Талант Душебаев, затоа што Талант беше русин, Сергеј беше русин, едноставно они работеа со него, му ги даде, овие се квалитетни, повели, јас не можам да дојдам, а еве ти пуштам квалитетен. И ние сакали или не, напредувавме со нив, и ние учевме, јас учев, и сите ние учевме. Овие што беа тука и во Вардар, и во Металург, и тоа е. Имаме недостиг, да, сега може некој ќе се увреди, меѓутоа, зашто ако некој е подобар од мене, да му признам и да ме научи на некоја работа, и треба да размислуваме во еднина за таа работа, јас се сложувам со тебе дека повеќе луѓе, повеќе глави, квалитетни, али квалитетни. Нам не ни требаат ученици, нам ни требаат тренери. Значи, тренери од кои што учители. Да. Нас не ни требаат, ајде ќе испробуваме сега. Ајде проба, да испробуваме. Нема проба. Значи, квалитетни тренери каде што ти како тренер, како авторитет со знаењето твое, како што се наметна Раул Гонзалес овде. Значи, он не треба да прави дисциплина, не. Неговото знаење со авторитет, и за Лино Червар исто го прескокнав во неброј еден, со авторитет, со неговото знаење, има добра атмосфера, сите си сакаат да работат, затоа што кажува некои нови работи, нови моменти. Ние имаме недостиг и треба да работиме на. Значи, се кладеме сега на Португалија овде или не? На Португалија. Што режија таа информација чекаш. Такој инсайдерска. Ќе биде многу тешко. Многу тешко. Не, нула режија. Не нула. Ако е као со Данска нулата, да. Ќе биде многу тешко. Ќе биде многу тешко, ќе се спремиме добро, ќе дадеме максимум, ќе пробаме да ги освоиме симпатиите во Борис Трајковски од нашите навивачи, со една борбеност, со една пожртвуваност. Противникот е да ги вратите симпатиите се. Да ги вратиме. Тука негде, секогаш ги имало, само да ги да, вратите. нема то малце треба, то треба само да се бориш, да се фрлаш, да да веруваш во нешто. Португалија на триумфална ќе се. Еве ти го примерот со Талевски. Што беше со Чешка и со Романија тука, како го испрати публиката. Само пред 2 недели го пресеа на Беселка. Така да малце треба да се врати. 3/4 од скриптата ми ја забушотивте, како се кажа. Па ти сам ја забушоти, прашуваш 2,5 сати, че не креш што праша кој. Ова треба уствари како за Netflix серија да биде, ту би континуити да продолжиме на стија. Фала ти многу за честа што ни ја укажа. Стига ќе ми ја поклониш да имам архива, да, со двете со авторски права, со пенкала забележаност. Да. Еден дрес ми должиш за еден глумец што ти побарав црногорски. Ќе тоа ќе повелете. Ќе ми даш. И ајде. Се гледаме во сала. Се гледаме во сала, да. Ја во оваа сала доаѓам тука цирка, ама ти си ми навеќе. И немој да пцуеш многу, зарам ќе те видам. Абе слушај, се уште ова да го кажам и завршувам. Што ти треба да се спознаваш, знам кај си Војана со да се пази. Слушај, тешко значи, еден мој многу добар пријател. Ова е полта. Слушај се, еден мој многу добар пријател. Овој не си го видел. Од ракометот. Знам, се не го запознам. Битолчанец еден исто. Ама нема да познани. стоиш. Не, сигурно? не. Нас ни е Ама поинаков реално како хуморот. да видиш. Поинаков ни е хуморот. Како? Поинаков ни е хуморот. Да. Ќе се соочиш некојаш со те. И вака му вика, му сеава, вика, слушај, сега пошто он као нешто ме прати, у еден период кога беше многу жестоко Вардар Пелистер, он нешто ме пецна, и му вика, слушај, ако тепа Вардар, ја частам на широк сока, како тепа Пелистер, ти. И така некако си станавме као ривали, ама пријатели. Спортски ривали. Да. И сега Ја мислам дека ако ја земе битола титулата, Чекај, дека слушај. ти ја прекинеш емисијата. И овој вика, слушај, Мислам дека ова ќе биде задниот. Слушај, и само нешто меѓу редови прочитал некоја моја симпатија према алкалоид. Му сеава нови му вика, абе слушај, абе Виктор на кај тера?
Ио вика, на Каде кај домаќани поминуват автодомара. на кај тера вардарци се тие, вика, вардарци. Не бива таа работа. Значи ги посакуваме трето место, Алкалуид, Вардар шампион, Пелистер се челичи у Лига Европа. Кој е второ? Реджија Нена. Трето место, да не брза. Кошо нашата теза е Алкалуид 2 години во Лига Европа, заедно со Пелистер или Вардар, но нека се сменат, може и убаво да се сменат, ако не сезон до до година. Значи 2 години имаме 3 екипи кои ќе играат групи, Лига шампиони, 2 екипи ќе играат Лига Европа. 2027 не, ама 2025 Медала. А не, 2027 медала. а селекторот издржи на жешкото столче овие две години. Да. Да. Доста беше.